Почитувани граѓани, почитувани новинари. Сите анализи и студии кои се прават во однос на животната средина укажуваат дека отпадот има огромно влијание врз загадувањето на воздухот, водата и почвата. Неговото несоодветно складирање, третман, дистрибуција и депонирање во време на ВМРО-ДПМН придонесе нашата држава буквално да се претвори во една огромна депонија. Неодговорното однесување на режимот на ВМРО-ДПМН цела деценија ја уништуваше природата, а најмногу од се здравието на граѓаните. За нив 11 години поголем приоритет беше да се украдат народните пари преку криминални проекти со чија реализација секојдневно се уништуваше зеленилото. Немилосрдното загрозување на зеленилото, игнорирањето на потребата од нови насади и нови зелени површини, како и узурпацијата на јавниот простор со сомнителни градежни објекти, го загадија воздухот, ја заматија водата и ја контаминираа почвата. ВМРО-ДПМН го загрозуваше здравието на граѓаните, но и самата животна средина преку сомнителното управување со депонијата Дрисла, која конечно повторно е под владение на градот Скопје. Со нелегалното издавање на дозволи за управување со отпад, несоодветното складирање и уништување на медицински отпад, нерегулирани правила за увоз и дистрибуција на опасен отпад, непостојање на никакви казниви механизми, ВМРО-ДПМН директно го поттикнуваше загадувањето. За да ја надминеме состојбата која ја наследивме, подитно се неопходни законски решенија кои ќе воспостават контрола и строг инспекциски надзор. Оттаму и потребата од измени во Законот за управување со отпадот, пред се во делот на увозот на опасен отпад, но и во другите сегменти, каде што наследивме хаос и каде што состојбата е алармантна. Обезбедувањето на здрава животна средина е цел концепт кој ние веќе 2 години го воведуваме. Го менуваме целиот систем за управување со отпад, системот со дозволи и контролните механизми. Мораме да смениме се што беше правило и пракса за време на владењето на ВМРО-ДПМН, а кое што преку тоа владење ја загрозуваше животната средина. Ние, почитувани граѓани, за разлика од режимот на ВМРО-ДПМН, навистина се грижиме за животот и здравието на граѓаните, преку системски решенија. Тоа уште поинтензивно ќе го правиме и по победата на 12 април. Ви благодарам.